Ги следите регионалните вести. 2 млади лица загинаа, 2 се повредени во сообраќајна несреќа на регионалниот пат Тетово село Пирок, во близина на Долно Палчиште. Во несреќата автомобил БМВ управуван од 21 годишник излетал од патот и се превртел. 20 годишно момче од Горно Палчиште и 23 годишник од Голема Речица утрина во околу 4 часот загина во сообраќајна несреќа која се случи на регионалниот пат Тетово Пирок и Долно Палчиште. Настраданите починале на лице место кога автомобилот марка БМВ со кој се возели излетел од патот, откако претходно удрило во дрво превртувајќи се по коловоз од 30 на метри. Во возилото имало уште 2 лица на возраст од 20 и 21 година. Тие се здобиле со телесни повреди и покажаната лекарска помош во Тетовската болница се наоѓаат надвор од животна опасност. Екипите на Македонија пат по Пладнево го расчистува патниот правец каде се случи сообраќајката. Остатоците од автомобилот дошол овој патен правец говорат за страшната трагедија која се случи ноќеска. Учесниците во сообраќајката, како што ни кажаа нивните соселани, се враќале од Горно Седларце каде претходно биле во Кафуле. Дел од граѓаните кои живеат покрај овој пат велат дека тука често се случуваат сообраќајки со тешки последици. Најчеста причина за ваквите трагедии е пребрзото возење, кое ретко се контролира од полицијата. Контрола полиција треба да буде 24 часа овдека. Тоа е најголема грешка. Полиција треба да буде. А казнува наравно. Па како ќе казне, колку е казната? Nije vezan. Vozi 140-60. Што е ова? Автопут е? Увидот кој полицијата и јавното обвинителство го врши утринава треба да ги утврди точните причини за незгодата. По барање на семејствата, денеска на телата на загинатите треба да се изврши обдукција. Во координирана полициска акција на Шарпланина запленета голема количина на дрвна маса. Ваквите акции ќе продолжат. Во координирана акција на шумската и граничната полиција во местноста Плоча на Шарпланина, утринава се одземени 100 метри кубни дрва, кои нелегално били сечени и подготвени за транспорт. Осомничените за дрвократството успееле да им побегнат да полициските екипи и зад себе оставиле 2 трактори, моторни пили и друга опрема со кои ја извршиле нелегалната сеча. Возилата и опремата се одземени и однесени во полициската станица Теарце. Месецо, велат од шумската полиција, зачестени се појавите на дрвократството, најчесто на Шарпланинскиот масив, на целата Поро и Сетоле, местата Три води и Гинов камен. Поради тоа контролите на Министерството за внатрешни работи се засилени, при што изминативе неколку дена. Одземена е голема количина на дрвна маса и возила за транспорт на дрва. Од шумската полиција се надеваа дека во наредниот период ќе се намали нелегалната сеча поради забраната за движење по шумските подрачја од 7 до 17 часот. Ваквата забрана стапи во сила деновиве, се со цел превентивно да се делува во намалување на бројот на шумските пожари за време на овој период. Обвинител од основното јавно обвинителство Куманово извршил увид на местото каде вчера во престрелка беше убиен 45 годишниот Джемел Реджепи, попознат како командант Шчипоња. Убијците на командант Шчипоња во престрелката повредиле уште 2 лица на кои им е пружена медицинска помош. 2 лица се уапсени по сомнение дека го сториле убиството, а кај нив било пронајдено и огнено оружје со кое било сторено убиството. Од јавното обвинителство информираат дека надлежниот обвинител издал наредби за вршење обдукција за вештачење на оружјето, на видеозаписите и траги од местото на настанот. Едно лице го загуби животот во железничка несреќа што се случи по Пладнево во Скопско Ново село. Според информациите станува збор за 27 годишно момче од скопското село Шишево. Полицијата се уште го истражува вчерашниот случај. Неофицијално причината за ваквиот чекор според очевидците биле љубовни проблеми. Младо момче, откако девојката му раскинала, се одлучил да си го одземе животот и да се фрли под воз. 20 млади лица од Тетово денес се стекнаа со сертификати за завршена обука за техничари за кроење и шиење во текстилната индустријата за мебел. Проектот е на УСАИД во соработка со локалниот економски совет и општина Тетово.
Проектот на УСАИД, младинска мрежа за стекнување на вештини за вработување, денес одржа церемонија за доделување на сертификати на учесниците кои ја поминаа обуката за дефицитарни занимања на локалниот пазар на труд. Преку обуката 20 млади се стекнаа со напредни вештини и практично искуство како техничари за кроење и шиење во текстилната индустријата за мебел, зашто беше идентификувана голема побарувачка на пазарот на труд во Тетово. Денес доделуваме дипломи на 20 млади невработени лица кои се стекнаа со квалификации со звање техничари за кроење и шиење. Тие може да работат во текстилната, како и во дрвопреработувачката индустрија, во делот тапацирање. Програмата за обука беше 140 часа во средностручно училиште и 60 часа во кај работодавач во фирма, за да се стекнати со практични вештини, нели, младите. Со овој сертификат може да отпочнете собствен бизнис, оваа диплома може да отпочнете собствен бизнис преку некоја од мерките за самовработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Иницијативата дојде од локалниот социоекономски совет, кој е советодавно тело на Советот на општината на Тетово. Овој совет беше подпомогнат од УСАИД и од проектот Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување, или накратко јес мрежа. Советот функционира скоро 3 години. Веќе изработи анализа на потребите на локалниот пазар на труд. Според таа анализа се изготви и акционен план со приоритети. Беше организиран еден панел, јавна дискусија, расправа за кои се потребите за да се надмине јазот меѓу понудата и побарувачката на работна сила, и имаше еден промотивен настан за да се промовираат стручните училишта кои нудат, нели, кадри кои излезе дека индустријата ги бара, и од тоа што го знам во Тетово во последниве неколку години уписите во средните стручни училишта, кои имаат тенденција да одат надолу и во целата држава, па така и во Тетово, беа зголемени за некаде околу 40%. Текстилната индустријата за мебел се брзо растечки во Тетовскиот регион и имаат постојана потреба од кројачи, шивачи, оператори на машини, работници за едноставни технички зафати и тапацири на мебел. Преку вакви проекти всушност се работи на усогласување на вештините барани на пазарот на трудот и оние што се стекнуваат во тек на образовниот процес. Социоекономскиот совет е советодавно тело на општина Тетово, каде што се вклучени бизнес секторот, исто така синдикативе, како и општинската администрација. Во овој период ние како социоекономски совет имавме некои активности кои што претежно беа насочени за пазарот на трудот во општина Тетово, анализа на потребите на пазарот на трудот, и во основа на таа анализа излегува и нашите идни проекти кои што еден по еден ги реализираме. Увидовме дека имаме потреба од неколку профили кои што се дефицитарни во општина Тетово, и затоа подготвивме и конкретни проекти, како што беше денешниот проект за дизајн и за текстил. Исто така имаме еден друг проект кој што го започнуваме, тоа е проектот за заварувачи. Од друга страна увидовме дека имаме еден дисбаланс на образованието, во средното образование, дека требаше се појача и средно-стручното образование, и тоа го реализиравме во овој период. И продолжуваме со проекти кои што ќе бидат потреби на населението и според кои ќе се полесни и вработувањето на младите. Денеска може да кажам дека од овој проект сите дипломирани веќе имаат понуди за вработување, од кои што веќе 4 и се вработени. Така да и со проектот што не е за заварување, и во тоа насока и таму имаме веќе конкретни реализирани вработувања, и во иднина ќе продолжуваме со вакви активности. Обуката на 20 млади луѓе за дефицитарни занимања на локалниот пазар на труд е резултат од соработката меѓу УСАИД, локалниот економски совет и општина Тетова. 150 средношколци една недела ќе бидат дел од камп за лидерство. Кампот во организација на Мировниот корпус на САД беше свечено отворен денес во училиштето Вудроу Вилсон во Брвеница.
150 средношколки од повеќе националности од сите делови на Македонија 7 дена ќе ги учат вештините за лидерство. Во кампот Глоу девојките го водат светот кој го организира мировниот корпус на Соединетите Американски држави во соработка со невладините организации Амбрела од Скопје и Имка од Битола. Кампот денес беше свечено отворен во училиштето Вудроу Вилсон во Тетовско Брвеница, при што американскиот амбасадор Джейс Бейли им посака добре дојде на учесниците. Многу ми е драго што представувате различни заедници од цела Македонија, затоа што за нас кампот Глоу е многу важен модел за меѓуетничка соработка. Во 20-тиот век се постигнати поголеми придобивки за жените, отколку во било кое друго столетие низ историјата, и знам дека овој век ќе покаже уште поголем напредок, благодарение на вашите напори. Својата животна приказна ја раскажа тетовската градоначалничка Теута Арифи за нејзината кариера и животните препреки кои морала да ги надмине. На девојките им порача да бидат силни и да создадат подобра реалност. Кампот Глоу девојките го водат светот е мултикултурен камп за лидерство, дизајниран да промовира самодоберба, пријателство и учество во заедницата, преку едукативни активности за здравјето на жената, исхраната, животната средина, поставувањето цели, волонтерство, планирање на кариера, уметност, антидискриминација, мировно образование и многу други активности. Кампот е отворен за девојки средношколки и се изведува на англиски јазик. Кампот Глоу ги поттикнува и ги инспирира младите девојки преку надминување на културните препреки да станат лидери во нивните заедници. Над 700 млади девојки присуствувале на камповите Глоу во изминатите 10 години. Оваа година се одбележува 20 годишнината од првиот камп Глоу, кој што сега се одржува во повеќе од 60 земји низ целиот свет. Одбележана 14 годишнината од киднапираните и убиени од село Непроштено за време на воениот конфликт во 2001 година. Манифестацијата се одржа пред споменикот во селото, кој е единствен потсетник на исчезнатите 12 македонци, чии тела се уште не се пронајдени. Во Тетовско Непроштено одбележана 14 годишнината од свирепото убиство на Стојан Михајловски, исчезнувањето на неговите соселани Крсто Гоговски, Михајловски, Цветко Михајловски, Васко, чии тела се уште не се пронајдени. Пред спомен обележјето изградено во нивна чест. Букети цвеќиња положија нивните семејства, граѓани, здруженија, представници од собранието и политички партии. Почитувани, ако знаеме зошто денес тука на ова место стоиме, можеме да констатираме дека тоа е тажен настат светол за паметење, бидејќи ги чествуваме тие кои го дадоа животот за државата. 14 години тага, непребол и отворена рана, која наместо да зараснува, се подлабока. 14 години неверување дека Македонија загуби своje најсвето, своји синови. 14 години. 14 години црна трага, црна боја го обви ова место. 2001-та и случувањата во неа. На овие простори зави во црно многу семејства, расели многу фамилии, а некои никогаш не се вратија како што се тие за кои сме денес тука. Тоа е цената која платихме, која не само што не е занемарлива, туку е превисока и ненадокнадлива. Тоа не обврзува никогаш да не заборавиме луѓето кои го дадоа животот за Македонија. Само така можеме да им се одолжиме на нив, а младите генерации ќе ги научиме дека цената за слободата е висока и треба да ја чуваат. Сите оние херои, синови на Македонија, да не бидат оставени во заборавот, зашто пред се каква ли е таа држава без минато. Тоа навистина се уште боли, но сеќавајќи се на нив, минатото не прави да се чувствуваме горди македонци. Нивните дела ќе живеат вечно преку сите оние кои што ќе продолжат, како што тоа го правиме ние денес, да ги чествуваат, зашто, верувајте, срамот би бил преголем како за Македонија, така и за сите нас, овие, најголемите, да се остават во заборавот. Додека многумина заминуваа од овие простори, тие не помислуваа на нешто слично. Имаа желба да го одбранат своето по цена на својот живот. Сите тие беа лојални на Македонија
и на нас како нејзини граѓани. Ова што денес го чиниме е најмалку што ние можеме да сториме за нив, како благодарност за се што тие сторија за нас. Верувам, наискрено верувам дека во иднина сите ние заедно нема да дозволиме да исчезнат во заборавот нивните дела, нивната големина. Сакал да ви кажам неколку работи и сакал да споделам неколку чувства со вас и заеднички да почувствуваме нешто кое што сите го имаме и во душата и во срцето. Драги браќи и сестри, ние сме тука да се подсетиме и да одбележиме и она што го живееја, но и онака како што неправедно и прерано завршија тука. Оние кои што ни недостасуваат, оние во чии што семејства во собите има нивни фотографии, оние кои што ова лето да беа живи и да беа меѓу нас, ќе беа и со своите семејства, и со своите синови или ќерки, со своите внуки или внуци. Драги браќи и сестри, оваа недела беше за мене таква, што некако судбината направи така да бидам дел од 3 тажни одбележувања. Во саботата пред 5 дена бев на погреб на човек кој што кога почина имаше само 35 години. Само 35 години, врсници со него. Едната ќерка 5 години, другата ќерка 2 години. И свештеникот, кога зборуваше, кажа една важна работа, една силна порака. Тој кажа, што е тоа што ќе остане? И неколку пати го повтори, што е тоа што ќе остане? И тогаш ги покажа децата. И кажа, после животот, која секе се собере, ова ќе остане. И покажа на ќерките, на оној кој што прерано не напушти и кој што имаше погреб во саботата. Еднакво така, животите на Крсто, на Цветко, на Васко и на Стојан нема и не се залудни. Ке остане нешто позади нив. Ке остане обстојноста на македонскиот народ во Непроштено, обстојноста на македонскиот народ во Лешок, обстојноста на македонскиот народ во Јегуновце, обстојноста на македонскиот народ во Вратница, обстојноста на македонскиот народ во Жилче. Споменикот единственото сведоштво за загинатите, надлежните институции по донесувањето на законот за амнестија, ја запре истрагата за пронаоѓање на 12 киндапирани македонци од војниот конфликт од 2001 година, меѓу кои се 4 жители од Непроштено. Семејствата на киндапираните залудно во неколку наврати бара повторно поведување на истражна постапка околу пронаоѓање на телата на загинатите и сторителите на ова грозоморно дело. Нова нада е за расветлување на вистината е извештајот на Комитетот за тортура на Обединетите нации, вели Војо Гогоски, сина еден од киндапираните од село Непроштено. Значи, јасно беше препораката на Комитетот за тортура при Обединетите нации. Значи, Република Македонија како членка на Обединетите нации должна да ги спроведе тие препораки. Велам дека се јасни бидејќи прво, Комитетот препорачува повторно да се истражат самите случувања. Втора работа се презема мерки против извршителите и трето што поважна работа да се интервенира во легислативата, односно во законот за амнестија, да се преиспита и војни злословства против цивилно население да се изземат од законот за амнестија. Мислам, ова не е ништо ново, ние минатите 10 години цело време тоа го баравме. Немаме ништо против законот за амнестија, но да се амнестираат злосторници кои извршија злослов против цивилно население, ние никогаш не се служуваме. Мислам дека ја дојде моментот и таа работа се расчисти. Дали ова е препорака на основа барање од овие меѓународни организации, че има слух кај пред се политичките партии и институциите да го спроведат тоа, односно да се укине законот за амнестија за 4 хашки случаи? Значи вака, откако почнеше нашата, да речам, борба, ние се подпревме на државните институции. Чекаме на потеки сега јавниот обвинител. Целата сега точно топката кај јавниот обвинител, од тука треба да произлезе ингеренција, односно да се даде насоки за другите институции. Така се надевам дека ќе има слука јавниот обвинител и оваа работа ќе се продолжи.
Во извештајот објавен одамна стои дека според меѓународното право случаите на злосторствена, тортура и мачење против цивилно население не застаруваат и не може да подлежат на амнестија. Македонското правосудство ќе мора да ги отвори затворените 4 хашки случаи. Мавровски работници, непроштено, браната на Липковското езеро и водството на ОНА, се вели во извештајот. Со законот за амнестија во македонскиот судски систем се затвори случајот непроштено, со тој истражните постапки околу 12 киндапирани македонци. Случајот непроштено заедно со останатите 3 хашки предмети во македонскиот правосуден систем беа вратени од Хашкиот суд во 2008 година, со ветување обврска дека јавното обвинителство ќе ги истражи. Денес во службата за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница беше организирана крводарителна градска акција. Периодов во болницата има најголема потреба од нулта крвна група. Општинската организација на Црвениот крст Тетово и службата за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница денес во периодот од 9 до 18 часот организираат крводарителна градска акција во службата за трансфузиологија Тетово. Посебно се апелира до хуманите граѓани кои имаат нулта крвна група да се јават во службата за трансфузиологија за да даруваат крв, бидејќи периодов има недостиг од оваа крвна група. Во моментов во нашава служба имаме поголема потреба од нула позитивна и нула негативна крв, отколку од другите крвни групи. Јас апелирам до сите граѓани кои што имаат наполнето 18 години и немаат повеќе од 62 години да дојдат во текот на денов и утрешниот ден и следниот ден во нашата служба да даруваат крв. Во службата за трансфузиологија, како што сте информирани повеќето од вас граѓаниве, може да дојдете да дарувате крв од 8 часот на сабајле па се до 20 и 22 часот најкасно во текот на денот. Значи, овој викенд, петокот, денешниот ден, утрешниот ден и недела, очекуваме сите што се со нула група, а и другите граѓани кои што имаат желба да помогнат, да имаме поголеми резерви од крв, за да може се да задоволиме, да не би правеле повторно пак вакви апели, да повелат во службата, секогаш имаме дежурен доктор, дежурна екипа, ќе бидат прифатени, се што треба да се направи, ќе се направи, за дарителот да биде среќен и задоволен од нашата услуга, а ние да бидеме мирни со тоа што во фрижидерот ќе влезе уште една кеса која што ќе биде потребна за билот кој од нашите животи што живееме во оваа општина и околија. Професор доктор Абдулменав Беџети дојде на местото председател на фудбалскиот клуб Шкендија, а Шпетим Дуро на местото шеф на стручниот штаб. Денес беше организирана пресконференција за последните промени во менаџментот и стратешките планови за воеднина. Засилувањето во структурата на менаџментот на клубот се направи поради неколку промени во така наречени стратешки цели на клубот. Значи, прво е тоа што Шкендија порасна, се разви и дојде на едно ниво на засилување не само спортски, со спортската димензија, туку и од другите аспекти, во тоа ниво што паралелно со тоа порасна и буџетот на клубот. Значи, ние сме на тоа ниво што не можеме да го оставиме тоа на управување надвор од правилата, принципите на добро управување и ефикасен менаџмент. Од тука, значи, се создаде тој прв дел на управување, кој што на некој начин ќе врши стратешко планирање и надзор над реализација на целите, односно објективите. Второ е дека се создаде формирање на една платформа за однесување, да речем, на Шкендија во Европа. А тоа значи дека ние ги имаме наши представници, многу јаки представници, кои што и досега сме ги имали, меѓутоа биле повеќе регионални, во делот на континентална Европа, значи Германија, Швајцарија и така натаму, но сега е тоа веќе сосема глобално.
што тука имаме значи представници кои што одигуваат таа можност за да можат да претварат Шкендија во една платформа која што регионално ќе собере такви потенцијали, а евентуално ќе размена со меѓународниот пазар на фудбалот. Трета причина која што е исто така многу важна е развивање, да наречам формирање, бидејќи таа е одамна формирана, така наречена академија, но развивање во еден стат на, би рекол, формализирање на програмите на едукација во фудбалот. И тоа започнување веројатно со по раните години, од U8 веројатно ќе почне на U6 па натака. Со формализирање на тоа образование и со институционализирање. Тоа значи дека на некој начин ќе се создаде не само програма, туку и ангажирање на став, него најде изнаоѓање и простори и можности за достоинствен тренинг за сите тие што сакат да инвестираат во спортот, да знаат каде и како и под кои услови инвестираат. Односно, да тоа биде достоинствено возможно. Четврто е физичката инфраструктура, ако можем да кажем, тоест средување на стадионите, надградба, доградба, како сакате, видите ваква како што е, нажалост, знаемо, вие чак многу подобро од мене, дека не може понатака да развиваме европски стандард на фудбал со ваква инфраструктура. Тоа е, нажалост, веќе останато од 80-тите години кога било изградено и, впрочем, само руинирано денеска. Стариот стадион е исто така за никаде, впрочем, тамо ќе треба да биде за академијата, а главниот, односно градскиот стадион, наречена арена, ќе биде во еден стандард на димензионирање согласно плановите и стратегиите на општина, чии надлежности е. Бидејќи, како што знаете, пред една година владата со посебни одлуки го има пренесено управувањето на стадионите на општина Тетово. Сега тие се во фаза на подготовка, односно е готов физибилити студија, во која што се предвидени можностите, условите и начинот како тоа би функционирало. И последно би сакал да го подвлекувам, благодарејќи уште еднаш и на вас, ние сме биле многу задоволни за овие 2 години од кога е превземена Шкендија во однос на соработка со медиумите, крајно коректни медиуми, крајно коректни известувања и користам ова прилика јавно по 2 години да ви заблагодарувам, а ова ќе биде основа за надградба и понатака уште на повисоко ниво. Сигурно дека јас сум тука за да додадам јас нешто пред почетокот на новата сезона. Јас сум кажал од првиот ден кога сум дошол тука во Шкендија и пред собствениците и значи пред сите во клубот дека се враќам во еден клуб, сериозен клуб како што е Шкендија, која има еден позади себе еден сериозен спонзор, еден гигант како што е Еколог. Дека ние Шкендија, значи со Еколог и последните 2 сезони имаше добри надпревари, добри сезони со што играше нели во Европа. Меѓутоа ова сезона и со овие засилувања во менаџментот, значи мора тимот да иде чекор понатаму и ние сме приморани да мислиме и да одговориме на тие таргети. Тоа е дека ова сезона Шкендија мора да игра на 2 фронта и бара успех во шампионатот и во купот. Јас имам еден месец што сум на чело на Шкендија и овие моите впечатоци се позитивни. Не сакам да се враќам за да зборам за надпреварите за Европа, која сакам да бидем една затворено, значи тоа да помина позади нас да го оставиме. Меѓутоа морам да кажем дека во двата надпревари со Абердин во Лига Европа ние покажавме сила, покажавме можност и авторитет дека Шкендија може да се носи со такви силни екипи. И ова ни дава, значи, знаци дека сме на прав пат и дека само тоа треба да го пренесеме во шампионатот. И ако биде така, значи, сигурно дека со право ние очекуваме за да ги оствариме тие наши предпоставени цели.
Полицијата на хрватскиот остров Корчула денеска уапсила 24-годишна жена под сомнение за намерно подметнување неколку пожари на островот. Полицијата тврди дека жената на 21 и 22 јули во неколку наврати подпалувала нискостеблеста шума и трева, предизвикала пожари во складиштето на еден од рестораните на островот, предизвикала и пожар во куќата во која била сместена. Против жената е покренато обвинение за закана по животот и имотот на граѓаните и е задржана во притвор. Во пожарот изгоре површина од околу 400 метри квадратни, а пожарот бил изгаснат во 12 часот и 35 минути. Освен за споменатите пожари на Корчула, пироманката е одговорна и за пожарот што избувнал вечерта околу 23 часот. Полицијата верува дека таа во дворот на семејната куќа уште еднаш запалила сува трева, а во текот на денешниот ден предизвикала пожар во семејната куќа која зафатил завесата, вратата, климауредот и дел од креветот. И во двата случаи сопственикот на куќата брзо ги изгасил пожарите. Основниот суд во Хрватска ја укина пресудата на поранешниот премиер Иво Санадер и нареди повторно разгледување на случајот, јавуваат хрватските медиуми. Информацијата за укинување на пресудата ја објави Јутарњи лист. Санадер беше осуден за случаите на Хипо и Ина Мол. За сега нема информации кои се причините за поништување на правосилната пресуда на Санадер. Турскиот премиер Ахмет Давитоглу изјави дека борбата против борците на групата Исламска држава и членовите на други илегални крајнолевичарски и курдски групи ќе продолжи. Давитоглу денеска на пресконференција изјави дека 297 лица, вклучително 37 странци, биле приведени при денешните операции во земјата. Полициските акции беа проследени со воздушни напади извршени од турски борбени авиони врз позициите на Исламската држава во Сирија, кои целосно се уништени. На Давитоглу, додавајќи дека турската армија не навлегла на сириска територија. Вооружено лице отворило оган во една киносала во градот Лафает во американската држава Луизијана, при што убило 2 лица пред да се застрела и самиот. Во пукањето биле ранети 7 лица, соопшти полицијата, која напаѓачот го опишала како белец во 50-тите години. Според некои сведоци, тој за време на кинопредставата станал од своето место и почнал да пука врз публиката. Денес имавме сончево и многу топло време, дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше од 14 до 22 степени, а дневната од 30 до 37 степени. УВ индексот изнесуваше 9. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена локална облачност, а попладне со услови за пороен дожд и ретки грмежи. Утринската температура ќе се движи од 14 до 22 степени, а дневната од 32 до 38 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Временската прогноза беше последната информација за овие регионални вести. Пријатно!